7 часот 47 минути. Во следниве неколку минути разговараме за македонската автохтона раса, за караманот и за шарпланинецот. Има и филм посветен токму на оваа раса. Ќе го погледнеме малку подоцна, инсерти ќе одат постојано во текот на разговорот. А на оваа тема зборувам со Владко Костовски, член управниот одбор од клубот Македонско овчарско куче Караман. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодариме на поканата. Така, ќе имаме можност да видиме дел од овој документарен филм, ќе имаат можност и гледачите се разбира да видат за што точно станува збор. Филмот е сниман лани, меѓутоа ќе им објасниме на гледачите која беше целта на овој филм и за што се работи. Станува збор за документарен филм од режисерот Илија Каров, актуелниот председател на кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман. Има делови што се снимени и лани на разни делови од Македонија. Претежно од Реканскиот крај, Источна Македонија. Во филмот се појавува и првиот официјален државен шампион на Македонија Караманот Атом на Владко Симоновски. Филмот е краток по содржина 6 и неколку минути, меѓутоа многу набиен по содржина и многу експлицитна порака пренесува кон гледачите да се зачува она што е наше кинолошко богатство, тоа е Караманот и шарпланинецот. Има кадри и снимени од Караман купот кој за прв пат беше одржан во ноември 2017 година, организиран од Кинолошкиот сојуз на Македонија. Така, гледаме некои фотографии во моментот, ќе може малку да ги објасниме. Да, овие фотографии се многу скоро случени на прославата на општината Ѓорче Петров, на денот на крстот во село Кучково, на покана на градоначалникот Александар Наумовски. Клубот направи презентација на расата, беше спектакуларно. Во моментот се го монтирам материјалот за тој документарен филм, па се надеваме кога ќе го склопиме, ќе имате можност да видите за што станува збор. Имаше и еден спектакл во смисол како иновација на Габриел Стивел, исто член на управниот одбор, на кој беше нанижан синџирот на сите заслужени караманџи од основањето на клубот во 2004 година до ден денес, и се надеваме тој синџир ќе е без крај на нареднава изложба која ќе се случи на 27 мај на спортско-рекреативниот центар Ѓорче Петров. Ќе има можност и сите оние кои до сега не учествувале на изложбите да добијат своји јалки на тој синџир. Така. Веќе гледаме инсерти од документарниот филм, ќе можеме малку се разбере малку подоцна и да ги прокоментираме. За каква раса станува збор за оние кои што не им е јасно и што значи Македонија да има своја автохтона раса на куче? Кога зборуваме за Караманот, зборуваме за раса која е многу стара. Значи, ја има на фреска во Курбина од 1191 година насликана, ја има на обетка од Дебој од Охрид, некогашен Лихнит, 2 век пред наша ера, во село Добридол во црквата од 16 век. Опеане во многу македонски народни песни, приказни, гатанки, поговорки. И заедно со ртот, македонскиот рт, која е изумрена раса македонска, за која објавивме книга со мојот брат Маријан Костовски, и за која се надеваме исто како и за Караманот ќе се формира клуб кој ќе ја возобнови, ќе најде примероци низ Македонија по селата што се останати, што се траги на таа раса, и нормално и мијачкото овчарско куче, тиграви по боја, се дел од кинолошкото богатство на Македонија, кое имаме обврска да го зачуваме. Шарпланинецот го има, на цела планета има одгледувачници, е повеќе или помалку зачуван, и е убав како раса и го се одгледува на сите континенти. Меѓутоа Караманот, мијачкото овчарско куче, македонскиот рт, сите мораме да дадеме свој принос да се зачува и да се обноват како раси, затоа што
Тоа е нешто што ќе не представува во светот и во кинолошки рамки и во како култура. Така, кога сме веќе кај овците ги видовме да, тоа е на бистра снима. Да. Какво куче, за какво куче станува збор? Дадовме некои карактеристики, општо меѓутоа, која е неговата специфика? Па, караманот и шарпланинецот се релативно слични раси, затоа што и двете екзистирале на исто поднебје, меѓутоа имаат своји обележја кои ги разликуваат. Пред се караманот е црн по боја која не е дозволена за шарпланинецот како раса, и црн со палежи. Нешто пократко влакно, нешто поостро, по димензии се слични, меѓутоа кога ќе ги ставите еден до друг, станува јасно и за оној кој не е кинолог дека станува збор за две различни раси. До сега се одржани 9 државни првенства за караманите, тоест 8, 9-та е сега на 27-ми. Така? Да. И се разбира, учествуваме и на меѓународни изложби организирани од други клубови и друштва кинолошки. Скоро бевме во Битола, каде што присуствуваат исто така одгледувачи и излагачи од други земји, па можат лично да се запознаат со расата, да ја промовираат, да ја раскажат во своите земји што виделе во Македонија како раса, што се промовира. И во последниот период целиот кинолошки сојуз на Македонија, менаџиран од нашиот претседател Илија Каров, процесот оди напред кон меѓународно признавање на расата. Одлично. Контактите се одржуваат и се надеваме дека тоа многу скоро ќе се случи. Така. Многумина не знаат, оние барем кои што не се во светот со кучињата, со животните, дека вие заедно со вашиот колега сте автор на стандардот на расата Брат. Караман, со вашиот брат, да, го споменавте Маријан Костовски. Ме интересира како дојде до целата таа идеја и како можеше да се направи тој процес? Односно, како се случи тоа? Тоа се случи уште крајот на 90-тите години. Ние уште од мали подгледувавме кучиња, одевме на бачила, ги фотографиравме и паралелно и истражувавме народна литература, дали ќе најдеме траги за куче кое јасно ни станува збор дека е посебно, не е шарпланинец. Обично постои еден стереотип дека се што ќе се види на бачилата во Македонија му се дава етикета на изворен шарпланинец, меѓутоа во кинолошки рамки тоа не поминува. Едноставно тие се разликуваат по големина, по должина на влакно, по висина, по боја. И едноставно тој генетски материјал треба да се употреби за формирање на неколку овчарски раси, затоа што Англија, Франција, Германија имаат по 50 на своји раси. Ние официјално го имаме шарпланинецот кој го делиме со Србија и караманот кој е национално признаена раса, се издаваат родовници за неа. И така, 2004 година ја објавивме книгата Македонско овчарско куче Караман, во која беше отпечатен стандардот за расата. Стандардот е... Дали од тогаш веќе е прифатена во светски кинолошки рамки дека таа е на наша национално ниво, значи следен процес е условно признавање, кој е процес од 10 години и после тоа, ако расата е расширена на цела територија на Република Македонија, ќе биде признаена и официјално. 2010 година беше одржана првата државна изложба на стадионот на Арама, на која судеше Владимир Крстевски, покоен веќе, и ето, сега сме на 9-та изложба. Одлично. Одлично. Има ли други делови од Македонија каде што е застапен караманот и можеме ли да кажеме нешто повеќе околу интересот на македонските граѓани да купат македонско овчарско куче? Интересот постои, постојано се зголемува интересот. Актуелно е да ги посетуваме источарите затоа што тие имаат голем потенцијал за размножување на расата. Свеста да ја вратиме кај сточарите, затоа што пред се нивната
намена е да им чуваат овци. Мачката дали е црна или бела не е битно, важно е да фаќа глувци. Меѓутоа, и тие мора, како и медиумите, целото општество мора да се вклучи во процесот за да што побрзо ја вратиме на цела територија на Република Македонија. Клубот има своји ограноци, Бигорскиот манастир во Дебарскиот регион, Тетово, Битола и ќе се трудиме до секое населено место да има по неколку примерока за да може брзо да се расшири. Одлично. Одлично. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ужива во разговорот, многу работи дознав околу македонскиот караман и се разбира шарпланинецот. Се надевам дека побрзо ќе поминат тие 10 години во светски рамки. Конечно ќе биде дефиниран како македонска раса и ќе продолжиме понатаму во борбата за подобро утре на караманот. Се надевам дека и вакви филмови, ваква презентација придонесува за популаризација на караманот. Да, и ние ви благодариме за поканата и се надеваме дека пред изложбата повторно ќе ги потсетиме љубителите на кучињата воопшто да ја посетат изложбата за непосредно да се запознаат со оваа македонска раса. Така, ви благодарам за гостувањето, се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани, ние одиме со промотивната понуда на Македонската радио телевизија, точно во 8 часот се и најновите информации од земјава и светот. Останете со нас.